На големо најавуваните мерки кои владата ги презема за решавање на овој проблем немаат посебен ефект, затоа што истите се насочени кон последиците наместо кон причините. Кога се пристапува кон решавање на проблемот и се бараат причините, може би треба да се запрашаме колкав е уделот во загадувањето на урбанистичките решенија врз основа на деталните урбанистички планови за градење и градежните активности во изминативе години. За да се луцираат големите загадувачи, наместо да ги обвинувате граѓаните за лоши навики и неодговорност. Едно од можните решенија од времето, кога денешниот премиер беше градоначалник, беше гасификација на институциите. Имено се обвинуваа државните институции заради наводно намерното избегнување на процесот на гасификација, а истите, според наши сознанија, и денес не се приклучени. Односно, да го побараме решението за кое наводно пречка беше ВМРО ДПМН. Очигледно, загадувањето е предизвик владата со сите најповикани и одговорни лица од регионов да направат се што можат за да ги приклучат државните органи и општинските институции на гасоводот во Струмица како конкретно решение за вонредното големо загадување на воздухот, директно штетно по здравјето и животот на граѓаните и регионот.